Никотинските кесички, популарно наречени снус, се производ кој слободно се увезуваше во Македонија до април 2023 година. Тогаш државата го забрани увозот, но преостанатите количини останаа по рафтовите. Спорни се лесната достапност за малолетниците и начинот на користење, бидејќи се работи за кесички што содржат голема концентрација никотин, кој предизвикува висока зависност. Можни се и здравствени проблеми. Кесичката се става во устата помеѓу усната и непцето, а никотинот посредно навлегува во крвотокот. Речи си една година откако снусот е забранет за увоз. Проверивме дали и колку е достапен да се купи. Добар ден. Снус дали имате? Да, еве ги тука под мастиките, под торбите. Аха. Само овие вкусови ги имате? Да. Благодарам. Пријатно. Снус дали имате? Овие вака две. Тие две се? Колку? 401. Ај ова. Повели. Здраво. Снус дали имате? Ано. Претходно, една кутија снус чинеше околу 300 денари, а сега е поскапена на околу 400. По кратка обиколка низ главниот град, никотински кесички купивме на неколку продажни места што беа добро снабдени со различни вкусови. Како е можно производ што е забранет за увоз во земјава и натаму слободно да се продава? Тргнавме да бараме одговори од надлежните институции. Првично, дозволата за увоз ја дал Државниот инспекторат за земјоделство. Го третирале како тутунски производ што е опфатен со Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи. Но откако разбрале дека производот не содржи тутун, во април 2023 година, оваа институција, како што тврдат оттаму, почнала да ги одбива барањата за увоз, бидејќи констатирале дека нема законска основа за тоа. Вината за првичната дозвола за увоз решија да ја бараат во службеникот што ја издал. Сега ги прашавме дали во меѓувреме нешто се сменило и дали е направен увоз или натаму важи забраната. Државниот инспекторат за земјоделство нема информации дали е направен увоз на никотински кесички. До Државниот инспекторат за земјоделство не се поднесени барања за дозвола за увоз на овој производ. Бидејќи во инспекторатот не знаат дали е направен увоз, прашавме во Царинската управа. Оттаму и покрај нашето инсистирање не ни одговорија. Од Државниот пазарен инспекторат пак велат дека не е во нивна надлежност да ја контролираат продажбата на никотинските кесички или да ги повлечат од рафтовите. Прсот го вперија во Државниот инспекторат за земјоделство. Ако некој дозволил да се направи увоз на тој производ и понатака забранил, треба да ја истера постапката до крај и нели, ако има некаква опасност од тој производ, да прати известување. Кај нас до сега не е стигната представка во однос на вакви никотински кесички, ниту пак како институција имаме добиено известување дека е пласиран таков производ на пазарот. Кога ние би знаеле, и ако секако ни дадат насоки и ингеренции за постапување, пазарниот инспекторат секако би постапил. Во околности во кои дел од институциите се прогласуваат за ненадлежни, дел не можат да најдат основ за постапување, а дел молчат. Од Државниот пазарен инспекторат имаат предлог. Тогаш институциите треба координирано да постапат и после оваа иницијатива ние како пазарен инспекторат ќе иницираме заедничко постапување за да видиме како може да се реши проблемот. На декларацијата стои дека производот е наменет само за возрастни. Но во нашите претходни теренски истражувања снимивме како и деца немаат проблем да дојдат до него. Ни помогна момче кој е деветоделенец и има 14 години. Со дозвола од неговите родители и со заштитен идентитет тргна да пазари снус. Имате снус? Ајдете ми од тој Славија, да. 30. Кажи. Рој снус. Дали некаде те праша колку години имаш? Не. Направивме и анонимна анкета меѓу средношколци која потврди масовна злоупотреба на овој производ. И што велат, мислам, зашто ги конзумираат? Какво е чувството? Слично е како цигара или? Да, слично е. Пикаат, тука е тоа директно крвта. Да, е по-јако. Тие се достапни за младите? Да, за сите се трафиките се. Па да купиме, например, вода, нешто, табако, ќе прашат некој пред нас и ги им даваат, што е продавачка.
Ова била причината во Скопската гимназија Орце Николов на почетокот на второто полугодие на учениците и родителите да им се подели материјал со информации за штетните последици по здравјето на младите, што може да ги предизвика злоупотребата на никотински кесички. Реакциите од родителите беа, мислам, прво искажа задоволство за иницијативата наша, меѓутоа и едно сознание дека да, некои од нив и виделе такви кутивчиња, нели, дома и така натаму, и беше препорака секако да родителите зборуваат со учениците дома, нели, да се советуваат што значи тоа и така натаму, нели, кои ефекти ги има и кои би биле последиците, затоа што верувам дека и дел од учениците не се ни запознаени за последиците кои што секако, мислам, можат да им го нарушат и здравието и да ги попречат во секојдневните активности. Училиштата работат според официјално упатство за изрекување педагошки мерки на ученици во случаи кога се работи за поседување алкохол или психоактивни супстанци. Но никотинските кесички и за училиштата се нова и непозната околност. Сега во овој случај ова е нова ситуација за нас, нели, се уште немаме јасна регулатива за како оваа супстанца се третира во нашата држава, но мислам дека еве ова сосема информативно го кажувам дека е добро родителите да знаат за ова и да знаат и за овие педагошки мерки за да нели зборуваат со учениците во насока на воспитување. Кога начинот на продажба и користење би биле законски регулирани, веројатно ќе биде далеку помала злоупотребата на овој производ, првенствено наменет за одвикнување од пушење цигари и за пушачи кои се на место на кое пушењето е забрането. Во многу европски земји никотинските кесички се забранети, а во други се води дебата дали да се дозволи продажбата, која секако би била законски регулирана. Кај нас, тие се во сива зона, ем се нелегални за увоз, ем ги има во легална продажба.